Последните 20 минути во денешното издание на утринската на Алфа ги трошиме и посветуваме на историјата на хероите кои што ги дале своите млади животи за нашата убава земја Македонија. Денеска е 22 февруари, роден денот на еден од најголемите противници на бугарската и грчката пропаганда, Васил Чакаларов. На таа тема денеска говориме со председателот на едно од 6 егејски издруженија во нашава земја, ВМБЕЛ Егеј, Сотир Лукревски. Добро ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Поздрав до гледачите на вашата телевизија и да се заблагодарам за можноста да го анимираме овој настан кој денеска го организираме. Така, токму денеска во Порта Македонија во 13 часот и 30 минути има настан посветен токму на Чакаларов, а на што ќе му претходи пак во 12 часот положување на свежо цвеќе на споменикот, оној споменик на кружниот тек во близина на католичката црква. Ова е за прв пат да се случува ваков настан во нашава земја. Па, одбележувањето на Чакаларов до сега низ годините се сведуваше на положување на цвеќе на неговиот споменик од страна на, како да кажем, на потомците од селото Смрдеш, од каде што тој е роден. Една генерација на луѓе кои се сега веќе над 75-80 годишна возраст, и во една убава комуникација дојдовме до идеја да ние помладите од оваа година го преземеме чествувањето и да направиме чекор повеќе со тоа што организиравме една, да кажам, една научна трибина на која ќе зборува професорот Никола Жежов, кој се занимавал еден добар дел од својот живот со ликото и делото на големиот костурски војвода Васил Чакаларов, и ќе слушнеме од него денеска, како што рековте, во 13:30 во салата на Порта Македонија. Так. Претходно, во 12 часот, наша делегација Еве го и сите оние плакатчето, поканата, дали е влезот слободен, дали ќе можат да присуствуваат сите луѓе кои што би сакале да слушнат и да научат нешто повеќе за овој војвода? Така, влезот е слободен. Со тоа што јас овие денови од кога гледам каков интересот, може би требаше да организираме некаде во некоја поголема сала, да. Салата во Порта Македонија е негде со капацитет од 60 на места за седење, нешто малку има простор за стоење, но се надевам дека ќе биде доволно голема да не прими доволно сите полна, нас, да, за да го задоволи интересот на многумина кои што можеби и немаат никакви или имаат сиромашни информации за тоа кој бил Васил Чакаларов. Уште при поставувањето на споменикот кој што го споменавме, имаше некакви контраверзи околу неговата личност, околу тоа кој бил Чакаларов, и ќе можеме ли во кратки црти еве вака да им го доловиме човекот кој што грците тврдат дека е бил најголемиот противник на хеленизмот? Па да, Чакаларов роден 1874 година во егејското село Смрдеш, село кое е многу близу до на само неколку километри од селото ВМБЕЛ, селото од кое јас потекнувам. Бил еден од видните личности во организацијата, бил близок соработник на војводата Гоце Делчев, учесник на Смилевскиот конгрес 1903 година, учествувал во сите поголеми битки во регионот, действувал во Битолско, дури некаде прочитав деновиве и јас малку така се занимавам, живеам со Чакаларов, прочитав дека дури учествувале во Тиквешкото востание. Меѓутоа, еве, повеќе да оставиме на историчарите, гине 913 година, значи во Балканските и освоил најголем простор, најголема слободна територија на Беломорската Македонија. Па да, во време на Илинденското востание, можеби во Костурскиот регион траело најголем број на денови, ослободени се градовите Невеска и Клисура при востанието и голем број на села во Егеот. Така да, сепак една светла личност на македонскиот народ, кој го храсела храброст, пожртвуваност,
само жртва, да речеме, нешто што најверојатно ни фали на сите помалку. На сите ни фали, овие така години. Тој поминал, велат, негде околу така 7 години под години... оружје, ама имал ли тој деца? Да, овие години навистина сите констатиравме дека веројатно недоволно часови по историја сме имали, дека треба да се засилат малку повеќе часови, да се вметнат во образованието, за да знаеме и да си ја цениме вистински, да си ја почитуваме нашата историја, да не дозволуваме пиши бриши во истата. Некаде и јас прочитав дека Чекаларов имал изјавено дека вистинскиот непријател не доаѓа од Цариград, туку доаѓа од Софија, од Атина и од Белград. Што загатнува оваа реченица? Па што загатнува? Не знам колку загатнува, повеќе открива дека определбата наша, нам, на македонците, во онаа нели позната изрека дека нас не ни требаат ослободители кои ќе бидат наши нови поробители. Така наречени администратори. Администратори, да, паново. Така да дека сите тие се бореле за, знаеме нели, на знамето и на кокарда, да речеме, значка стои дека се борат за независна Македонија. Так. Колку сте обединети? Реков дека Вмбел ЕГ е едно од 6 егејски издруженија. Колку сте обединети, колку се работувате, колку настани годишно организирате? Па тука можам да се пофалам дека сме, ајде да кажем, обединети. Функционираме на градот Скопје за денешниот настан 6, како што напоменавте и вие, издруженија. Соработуваме одлично со здруженија од низ целата република, здруженијето во Штип, Битола, Прилеп, Тетово, сега некои да не заборавам. Имаме одлична координација во последните години. Минатата година организиравме настан во Скопје, го нарековме Беломорски видувања. Претходно ние бевме повеќе свртени, да речеме, кон нашето село, беа Вмбелски средби, меѓутоа лани заедно со овие неколку здруженија кои ќе искористам прилика да ги набројам, значи тоа се Свети Герман, Загоричани, Сонцето од Кутлеш, Сетинци, Попадинци, Крушораци, Форумот за човекови права ни се придружија од оваа година. Минатата ние 4 здруженија, заедно со поддржани со здруженијето Мирка Гинова од Штип и Сојузот на Здруженија Македон од Македонија, организиравме една средба на која се собравме околу 400 луѓе македонци, воглавном по потекло од ЕГ-от. Така да негде на есента остваривме една посета на нашето село Вмбел, кое за жал денеска не постои, разрушено, само се зидините од црквата која 1872 година чинам градена. Останати се зидините, останати ни се гробовите. Одиме на 2-3 години, малку пандемијата не спречи, меѓутоа се враќаме секогаш, некој бројка од 80, 90, 100 луѓе се собираме. Така да не видат дека ние и после 70-75 години постоиме. Немаме кратко помнење, немаме амнезија за се што се случувало низ историјата наназад. Чекаларов го имаме ние на споменикот на кружниот тек во близина на католичката црква, но за жал го немаме се уште во учебниците. Како здружение ќе се потрудите ли да го вметнат, бидејќи историјата ни ја менуваат, историјата неминовно се пишува онака како што други одлучуваат, а не како што ние обичните луѓе можеби би сакале да стои во учебниците од кои учат нашите деца, но со оглед на тоа дека имаме бројни притисоци во тоа што треба да се додаде, што треба да се вметне, што треба да се isfrли, што треба да се смени во учебниците, ќе се потрудиме ли да се вметне и Чекаларов во? Видете, самото наше организирање, иницирање на настани од типот на денешниот, од типот на минатогодишниот, ова пролет негде во мајке одбележи ми 75 години од екзодусот на децата бегалци, некогашните деца, сега старци. Значи, со нашите активности ние сме, сметам, доволен, да не речам коректор, и на историчарите, и на политичарите. Колку ние можеме да влијаеме и колку имаме слух во одредени структури, тоа е друго прашање. Пробуваме со иницијативи, некогаш најдуваме на отворени врати. Имаме убава
со работка, да речеме, со дел од градоначалниците во Скопје, остваривме некоја комуникација, се појавуваат на нашите настани, ни помагаат во нашите настани, така да сакам да кажам дека со самото наше работење и постоење и сведочење од каде сме и кои сме, се надевам дека ќе допринесеме да некој нешто промени во Сакам да верувам дека ќе направите добри промени во таа насока. Многу ви благодарам што дојдовте и го најавивме овој настан во 13:30 часот во Порта Македонија, 149 години од раѓањето на Чакаларов. Разговаравме со господинот Сотир Лукровски,